Околу 30 пациенти во Македонија, пред се оние кои имаат потекло од источниот дел на државата, се соочуваат со ритка болест на нервните завршитоци. Болеста се појавува и кај мажи и кај жени над 50 годишна возраст. Се лекува со помош на таблети и инфузија, а се карактеризира со оток на рацете, нефункционалност до целосна парализа. Потекнува од Источна Македонија, го зафаќа регионот Берово, Делчево до Струмица. Во моментот имаме негде околу 30 пациенти кои се лекуваат на терапија. Болеста се почнува негде после околу 50 година. Ги зафаќа нервните завршетоци. Значи, амилоидот после одредена возраст веќе не се раствара во телото и со зафаќањето на нервните завршетоци не може веќе да функционира телото. Раците, нозите се запушуваат нервниот систем и така да веќе пациентите имат големи проблеми во самото движење, болки во раце, во нозе, трпнење, почнува со трпнење на прсти, на раци, на нозе. Така. Па од 2017 првпат почна програмата за ретки болести во Македонија. Имаме терапија таблетарна и сега почнавме да примаме и инфузиска терапија. Зафаќа и дел од гастрологниот трак, меѓутоа тоа е веќе на крајот на животот, веќе го зафаќа и значи пациентите, углавном сите пациенти починуват на 60-65 години максимум. Дејан Бојаджиевски е пациент со ваква ретка болест, но како што вели навремено откриена и се лекува. Проблем за пациентите од истокот е што мора да патуваат до Скопје за терапија, а дополнително терапијата ја нема постојано. Проблемот со инфузиската терапија која се прима на 21 ден, имаме 5 пациенти кои се Делчево и од Виница. И сега моментално баш деновиве терапијата не е пристигната ради промената на министерот, ради промена на власта, така да е одложена терапијата за оваа недела, па ќе видиме другата недела дали ќе пристигне. Пациентите од оваа болест умираат пред се заради ненавремено откривање на истата. Станува збор за генетска болест која има и во Република Бугарија, но таму е откриена порано во 2013 година, а застапена и во Португалија и во Шведска.